Јавната администрација од денес е во активен генерален штрајк, кој се однесува на 90% од вработените, кои во државата ги има околу 138.000. Имено, административците денес на работа беа, но работните обврски ги одложија на неодредено, очекувајќи реакција на владата. Преговорите помеѓу синдикатот и владата започнаа уште од март, но се до вчера, линеарно очекуваното покачување од 2806 денари, администрацијата не го доби. Каде пукна во преговорите и зошто до покачување не дојде? Од владата и од тимот кој преговаравме не убедува дека тоа не може да се случи доколку не се направи ребаланс на буџетот и доколку тоа не се утврди во законот за извршување на буџет. Го проверивме тоа, навистина беше така и затоа начелно се договоривме од 1.7. тоа да го потпишеме воопште од колективен за јавниот сектор. Еве го 1.7. 10 дена позади нас. Тимот кој преговараше последен месец не се видовме, се изгуби. За вчера да дојдат во Сојуз на синдикати на Македонија да ни кажат дека требало да има нова методологија. Аз се чувствуваме излажени и изманипулирани. Од друга страна, од владата за синдикалните барања изјавија: Над 72% од вкупно вработените лица во јавниот сектор имаат или ќе имаат зголемување на плата. Останатите лица од јавниот сектор се оние кои се вработени во јавните предпријатија на државно и локално ниво, каде што одлука за зголемување на плата носат самите предпријатија. Објаснија од владата. Експертот и активист за работнички права Драге Јовановски пак размислува поинак. Мислам дека сега не е вистинско време за генерален штрајк, бидејќи треба да се очекува што ќе се случува по овој штрајк. Дали по штрајкот ќе има пари за да се дадат и задоволат барањата на синдикатите, бидејќи сега гледаме дека нема. Се наоѓаме среде состојби со Бугарија, се чека разврска од Брисел, се чека исходот од Украина. Вели Јовановски. Слично мислење делат и економистите и тоа од следните причини. Економски не е реално да се покачат платите оти веќе има инфлација, но од друга страна имаме веќе високи трошоци на живот и удар од јавната администрација за нивелирање на платите. Без оглед на ова, синдикатот стои цврсто на одлуката. Бараните 2806 денари, вработените да ги добијат и тоа веќе од 1 јули. Воспротивно, тие денес се заканија дека многу бргу ќе побараат и оставки.